Добар ден. Прв ден со новите мерки за предпазливост и борба против ковид и како и сите совесни граѓани, така и ние во студиото си се прилагодивме и се адаптиравме на ситуацијата. Без разлика на тоа што се случува надвор, нашата мисија да разговараме за теми кои што ги засегаат младите продолжува. Минатата недела дискутиравме за тоа како младите ја дочекаа, како ја живеат, како ја преживуваат пандемијата. Затоа предлагам да погледнеме кои поенти се излекоа од минатата епизода, а потоа продолжуваме со новата тема. Мислам дека од она што можам да го заклучам работејќи со млади, пред се и како младенски работник, е дека младите како се уште да се на стендбај да чекаат кога ќе заврши ова. Младите се групираат постојано. Тоа е она кое што ние го гледаме моментално, е каде се групирани видливо физички, не значи дека тие не се групираат и онлайн. Но за музичари од наш калибар кои сами создаваат, креираат, инвестираат во еден проект е многу потребно да живеат и да гледаат што се случува наоколу. Зборам во однос на креативно. Кога почна пандемијата, на почеток рековме како ајде ќе се одмориме, нема да трае многу, може да трае месец, два, три, као добро ќе ни дојде, знаеш. Се кам што сум рекол така. Ние забораваме дека младите се тие каде што им се промени животот во поглед на образованието. Онаму каде што се губеа работни места, најголем број од работните места кои беа изгубени токму од млади луѓе. Силеџиство го имало секогаш и ќе го има. Иако неговата форма и начин се менуваат со времето, силезлукот е секогаш присутен во секој дел, во секој слој, во секоја пора на општеството. На улица, на училиште, на факултет, онлайн, секаде го има. Со станувањето нели на интернетот, на интернетот како медиум што се поактуелен, така и начинот и зголемувањето на малтретирањето онлайн се зголемува. Сите оние апликации, како појавувањето на чет апликациите, појавувањето на социјалните мрежи доведе до тоа да овој последен тип на насилство, односно сајбер насилство или сајбер булинг, мора да се контролира, мора да се санкционира, мора да се прати со цел да не заземе размер кој што потоа ќе биде тешко да се сопре. Денеска во студиото имаме тројца гости, но другите две гостинки ни се онлайн, да бидеме по протокол. Одма до мене имаме Ана Колева, менаџер на Маркт. Добар ден. Добар ден. Господинот Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи. Добар ден. Добар ден. Патриција Ди Джованни, представник на дипломатската мисија на УНИЦЕФ во Македонија. Hello, how are you? I'm very well, thank you. Excellent. Одлично се чувствувам, благодарам. На врска ги имаме Ивона Минчева. Добар ден, студент по психологија дел од ШЕР. Дали се слушаме? Да, добар ден. Добар ден на тебе. И Катерина Иванова, едукатор во ХЕРА. Здраво, добар ден на сите. Ние ве слушаме чисто, јасно и гласно. Јас би почнал со најосновното, пред да почнеме со прашањата, јас би сакал да погледнеме едно видео, на кратко да видиме за што ќе зборуваме во денешната епизода, а потоа продолжуваме со дискусија во студиото. Ајде! Дигиталното насилство или сајбербулинг е секој облик на насилство кое што настанува со примена на дигиталната технологија. Благослов или проклетство? Факт е дека технологијата на новото доба има многу предности. Пристап до информации, можност за едукација, намалување на информацијскиот јаз и листата е навистина долга. Но да не заборавиме, користењето на дигиталните алатки има исто толку недостатоци. Ширење на вистини, превземање и објавување на туги фотографии без дозвола, дискредитација, јавен линч, упатување закани преку социјалните платформи, лажно представување и манипулација. Сето тоа има име – сајбербулинг. Неретко дигиталното насилство е пропатено со физичко или вербално насилство. Токму затоа цели кампањи на глобално ниво се посветуваат на запирање на злото на новото доба – сајбер силеџиство. Фактите велат:
Секој може да стане жртва на сајбер силеџиството. Секој, дури оние кои не користат социјални мрежи. Насилството на интернет предизвикува 10-кратно поголемо внимание од физичкото. Жртвите на дигиталното насилство имаат страшни последици. Ментална вознемиреност, емоционална несигурност, физички замор, главоболки, инсомнија и така натаму. Сајбер насилството не е играчка, затоа кога и каде да се случи мора да го пријавите и да го запрете. Ако мислите дека веќе сте жртва, побарајте помош од најблиските околу вас, од оние на кои им верувате. Ако тоа не помага, тогаш барајте линија за помош. Советите од професионални лица се најважни. Блокирајте го силеџијата и пријавете го неговото однесување на платформата, независно дали е Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и така натаму. Секоја социјална платформа нуди алатки за спречување на насилството. Само храбро, на силеџиството мора да му се стави крај. Веднаш почнувам со прашање од Facebook. Радмила не вика вака: треба да знаеме да разграничиме што е дигитално насилство, а што не. Треба едукација. Така што јас ја прашам Катерина, што е всушност сајбер силеџиство или сајбер булинг, како што е попознато во народот? Катерина? Она што можеме да го кажеме за сајбер булингот или за сајбер врсничкото насилство е дека едноставно форма на насилство како секоја друга, но за жал ова се случува во дигиталниот простор. Што во вакви услови на пандемија е уште почесто, бидејќи некако се премести целиот живот во сајбер просторот. Така што овој тип на насилство има разноразни манифестации и може да има разноразни последици. Мислам дека повеќе ќе зборуваме за тоа подоцна. Но овој тип на насилство е и така зачестен, но многу често игнориран и занемаруван како небитен, што воопшто не е така. Кажи ми, Патриция, is there a global strategy in order to confront the cyberbullying, спречи in a matter of насилството на интернет World Organization? во некоја од светските организации. Има одредени упатства. Се обидуваме да се справиме со ова прашање. Ова е тешко прашање бидејќи нема меѓународно тело, нема само меѓународна полиција, а голем дел од компании работат на меѓународно ниво. Во УНИЦЕФ имаме алатки кои ќе им помогнат на младите луѓе да се идентификуваат што е сајбер насилство и да сугерираат што може да се направи, како да се известува за тоа, кога да се пријави. Тоа е тешко да се следи секако, но можам да ви кажам дека направивме едно истражување во повеќе од 30 земји и третина од младите луѓе кои учествуваа во тоа истражување рекоа дека биле жртви на сајбер насилство. Покрај тоа, 3/4 од нив има речено дека дигиталното насилство е многу често на интернет, што значи дека 3/4 од нив биле изложени на такво насилство. 1 од 5 млади луѓе известија дека не оделе на училиште заради дигиталното насилство. Мислам дека ова е голем проблем. Не само ова во ваш земја, туку и во светот. Вклучена во еден ваков случај. Кажи ми, од твое искуство, како се постапува кога сме ние, условно кажано, нападнати или доколку некој наш близок е нападнат? Како мислиш дека е најсоодветно да се реагира? Па вака, најсоодветно мислам дека не можам ни јас ни никој да каже, затоа што сите луѓе сме различни и на различен начин се соочуваме со нештата. Некој, например, може би похрабро ќе се соочи, ќе побара помош, ќе отиде во институција или ќе каже на најблиските, меѓутоа некој може би ќе се затвори дома, ќе почне да пие лекови, ќе падне во депресија и така натаму, нема да побара никаква специјална помош. Меѓутоа, со самото тоа дека живееме во такво општество каде што кога се случуваат такви работи, голем дел од луѓето не ги осудуваат оние кои што го направиле тоа, односно ајде да ги наречам злосторниците, туку ги осудуваат девојките или личностите кои што се жртвата е секогаш виновна. Да, виновни. И тоа е она што предизвикува најголем страв кај личноста кога ќе се случи тоа нешто и едноставно најчесто девојките избегнуваат да го споделат тоа со било кого и чекаат да помине нештото, меѓутоа нештото не поминува. Препораките се избриши ги социјалните мрежи, смени го телефонскиот број, секој чудо 3 дена.
така голем дел од луѓето размислуваат. Меѓутоа, што постигнуваме со тоа? Дали во тој случај ќе го спречиме тоа да и се случи утре на нашата другарка, пријателка, на некоја блиска роднина или на било која друга девојка? Така. Не, во тој случај го одобруваме тоа што се случува, ние се криеме, а всушност срамот Само се не е наш. одложува. Тоа се одложува работа, и се провлекува и станува се помасовно, затоа што Так. никој не е казнет, ниту па е, не знам, Санкциониран директно, да, изеден. точно. Оливер, знаеме една позната кинеска поговорка што вика боле спречити него лечити. Какви мерки презема Министерство за внатрешни работи по повод конкретно овој проблем? Генерално сајбер безбедноста е еден сериозен предизвик кој што ќе стои пред нас, за кој што досега не се преземаа многу опсежни мерки со кои што ние ќе можеме тоа да го спречуваме, и вклучувајќи го тука и сајбер булингот, кој што мислам дека е уште понепознат, би рекол, или не сакаме да го спознаеме. Јас согласувам дека многу е важно превентивно да се делува, да јакне граѓанската свест. Пред се во смисла на тоа дека тоа треба да го пријавиме, не треба да го криеме во себе. Колку повеќе го криеме насилството, тоа знае да биде уште посилно и уште во поголеми размери да зафаќа. Така да мислам токму и овие вакви дебати кои што се прават допринесуваат кон јакнењето на свеста и кон охрабрувањето практично на оние кои што се жртви пред се на сајбербулингот. Ако погледнеме, да, ние можеме секој од нас да биде жртва во ова насилство, би рекол сајбер. Меѓутоа, генерално како во животот воопшто, па и во овие модерни технологии, секогаш по-ранливите групи се и повеќе нападнати. Дали се тоа, не знам, личности од понежниот пол, дали се заради некаква сексуална ориентација, дали е заради политичка, верска припадност и така натаму и така натаму. Меѓутоа мораме да ги охрабриме секоја жртва која што е да го не само да го препознае, да го пријави, затоа што жртвите најдобро препознаваат. Мислам дека ако многу повеќе се разговара, тогаш и нашето обкружување би било повеќе запознаено околу овој проблем, би рекол, и ќе може да помогне на секој жртвите. Генерално, сметам дека не само кај нас, па и државите во нашето обкружување некако не превземаме акција во смисла на тоа да пријавиме некогаш која дали е насилство, дали е незаконско поведение и така натаму, се смета дека сега зошто јас да го пријавам и зошто да бидам тој кој што ќе го пријави. Меѓутоа, ако тоа не го направиме заеднички, тогаш не можеме да делуваме ниту како. А што се случува кога ќе се пријави? Се постапува, се приведува човекот? Да, се постапува. Пошто ова е малце сива работа е, значи ние ги оставаме нашите податоци на интернет, ама после сакаме да се видат, па не икеме да се видат. И сега како е тоа решено? Да, знаете, постапувањата се веднаш, меѓутоа постојат технички проблеми во смисла на мрежата на која што тоа се прави, на платформите кои што тоа се публикува. Дали ќе можеме да дојдеме до вистинската адреса, IP адресите и така натаму, или тоа ќе треба да имаме помош преку меѓународната правна помош до Facebook, до не знам Telegram или не знам која друга соработуваат тие мрежи? Па зависно која од мрежите, на пример Telegram не соработува воопшто. Да. Во ниту еден момент. Затоа и најголем дел за други, инаку за секој од овие пријави кои што ги имаме, знаете дека според Закон за кривична постапка се известува веднаш јавниот обвинител. Се бараат наредби, ние тие наредби ги доставуваме до било која од социјалните мрежи и од платформите. Имаме во различни случаи различни одговори. Меѓутоа постојат платформи како што е Telegram во која што никој не соработи. Најпластично кажам, на мене некој ме малтретира, некој девојче не знам ме малтретира, ми каже ти си ваков онаков, јас нели ми дојде лошо, го пријавам во полиција, полицијата нели постапува според законот и условно кажано ја известува, ја бара, ја контактира за да види дали е вистина тоа што ми го направила мене или? Да, значи ако имаме пријава се пријавува до одделот за сајбер криминал. Што е тоа што практично е по плаката, пријавата и така натаму. Се констатира дали тоа е од реален профил, дали е тоа од фейк профил кој што е направен специјално за таа намена. Не, основот се гледа веднаш кога ќе го видите тоа што е објавено. И тука немаме ние дилема дали има кривично дело или нема. Прашањето е сега дали ќе дојдеме до доказите кои што се потребни во делот на постапката. Во многу случаи, знаете, оние кои што се насилници
вака во реалниот живот би рекол, се насилници кои што можете лесно да ги спознаете, препознаете, да им чукнете на врата. Јута, знаете, оние насилници кои што се скриваат зад тастатурата, тие се најопасните. Најчесто не се представуваат реално кои се. Едноставно мора да откриете кој е профилот, кој е тој што напаѓа и така натаму, преку разни пораки кои што се упатуваат. И тоа е многу чест случај сега во момент. Затоа е многу важно да ја развиеме јавната свест, секој граѓанин да се чувствува одговорен дека треба таквото насилство да го пријавиме за да не го толерираме насилството, бидејќи едно насилство раѓа одма ново насилство. Би ги замолил исто така и родителите да разговараат многу со своите деца, поготово малолетните, да знаат што ги очекува. Ивона, дали си со нас уште? Да, тука сум на слушална. Министерот спомна во зависност кои групи се поранливи, кои повеќе се мети на напаѓачи. Кажи ми, можеш ли да направиш разлика кои се најранливите категории, а кои се обично категории кои што се најмногу оние кои што малтретираат? Пред да се започне се говори нели кои се ранливи категории, мора да се знае дека никој нели не е имун на сајбер насилството. Сепак забележуваме секојдневно дека женските лица се каде поподложни на тоа сајбер насилство, има сексуално насилство во рамки на интернетот. Исто така може да се каже дека припадници на ЛГБТQ заедницата се спаѓаат до таа ранлива категорија, можеби лица од друга националност, роми, албанци така натака, за жал нели доаѓа и до таква појава. Најчесто воедно и некои што нели се жртви на сајбер насилството се лица кои што можеби се поповлечени, поподложни на тоа, лица кои што се интроверти, кои што имаат пониско ниво на самодоверба, а од друга страна пак оние кои што го вршат сајбер насилството се оние лица кои што имаат поголема моќ, како може да се каже. Имаат повисока се могат можеби хиерархиски, се чувствуваат супериорни во однос на оние през кои што го вршат насилството. Кажи ми, имало случаеви каде што сајбербулингот преидува во физичко насилство? Така, токму тоа е оној интересен момент со сајбер насилството, затоа што многу ретко доаѓа до таков пресврт каде што може да дојде до појава на физичко насилство. Тоа е таа умешна сушност на сајбер насилството каде што се крие една личност позади компјутерот, позади уредот кој што работи, анонимена, никогаш не би можеле да дознаеме за кој станува збор. Токму затоа сајбер насилството е поопасно од генералните видови на насилство, затоа што ги опфаќа во самото сајбер насилство спаѓаат и меѓуврсните насилство и сексуалното, но многу ретко резултира со физичко насилство, токму поради таа анонимност. Така. Предлагам сега да погледнеме една анкета која што ја направи нашата колешка Ксенија. Излезе на терен и ги праша младите дали знаат што е сајбер насилство, дали како поим им е јасно доволно што подразбира тоа. Да видиме. Здраво, јас сум Ксенија и денеска ќе правиме анкета на младите дали знаат како да се заштитат од интернет насилство и дали всушност знаат што е тоа интернет насилство. Па, ајде да видиме што имаат тие да ни кажат денес. Здраво! Здраво! Дали може да ви поставам неколку прашања? Може. Кажете ми, дали сте запознаени со сајбербулинг? Да. Рекол дека е една од новите опасности на одење на интернетот, поточно за помладите луѓе. Да, прилично да. Сум запознан, да. Да? Дали некогаш на тебе ти вршеле сајбербулинг? Не, некогаш што памтам не. Нажалост да, да. Па ја не. Да, неколку пати вака, така, ама на мене тоа не ми значи толку. Ама сум сигурен дека на некои други луѓе многу повеќе ќе им значи. Какви чекори би презеле додека некој ве нападне вас на интернет, на социјалните мрежи? Што би направиле да се заштитите? Па најверојатно би пријавила прво во полиција. Па би се заштитила подобро, би повлекла сите информации кои можеме да ги повлечеме од интернет. Да, помалку постираја повеќе приватност, да. Па секако профилот да ти биде во прајват, на приватно, да не постираш све и свашта на социјалните мрежи. Би раширил едноставно да знаат луѓето дека не мора тоа да се прави едноставно, дека нема поента и дека све може да се реши нормално и со збор. Јас веднаш би отишол кај родители, некое лице што е
образовано да спречи тоа и нешто така. Океј. Дали ти на некого си му вршил сајбербулинг? Па кога што памтам не. Не. Не? А дали знаеш каква заштита ти нудат платформите како Facebook и Instagram за да се заштитиш од сајбербулинг? Па искрено никако. Мислам дека нудат заштита, но сепак и до нас колку ќе бидеме приватни на профилот. Главно не користам Facebook, Instagram и Twitter, го користам анонимно, па не правам интеракции, само гледам таму што се постира, па не стига до сајбербулинг толку многу. Па од прилика знам, да. Реално немаат некоја заштита. Па од новостите на Facebook, Instagram не би рекла дека немаат некоја заштита, едноставно сами да се заштитиме со приватност, ете ограничување на пријателства, помалку постирање, толку можам да кажам. Па мислам дека имаат некои правила за нели да се спречи тоа, ама не знам колку би помогнало. Патриция, UNICEF is an international organization of the UN. UNICEF е меѓународна организација на Обединетите нации. Објави документ во врска со manual, like a guide, како еден прирачник, упатство за анализа за препознавање на дигиталното насилство. Ке може ли да не објасните нешто повеќе во врска со тоа кој го направи тој документ? Тоа е превод на едно упатство. Имам примероци тука што можам да ги покажам. Може да земам една, може. Има и дури на македонски, така што побарајте го на нашиот интернет сајт, ке биде преведено и на албански, но во моментот само на македонски. Ке ви покажам како изгледа. Бидејќи не можам да се сетам секогаш како се нарекуваат. Ова е да се биде безбеден онлайн. А другиот прирачник е Министре, како се вели ова? Како да бидеме безбедни онлайн? А другиот е дигитално насилство, што е и како да се запре. И тоа постои на македонски, за жал не зборувам македонски. Како да се запре. Тие се на нашиот интернет сајт и може да намерите се за младите. Ако сакам да видам како да го запрам дигиталното насилство и што значи тоа, зашто се работи таму. И тука се зборува за заштита. Истото што го кажаа младите луѓе сега. Замислете некој што постира. Нешто што постирате, сакате ли да го контролирате, сакате да се користи на начин на кој што не сакате да се користи или се што е на интернет. Да знаете дека е постојано. Значи е едно упатство за тоа како да се заштитите и што да направите за да го запрете. Многу сме, ни е драго што тоа е преведено на локалните јазици, да луѓето да може да го користат. Сакам да ви дадам одредени статистички податоци за оваа земја. 100% од младите луѓе во оваа земја помеѓу 15 и 24 годишна возраст имаат пристап до интернет. Од нив 96% го користат секој ден. Секој ден го користат. 95% имаат пријавено дека произвеле содржина која што самите ја направиле. Значи тоа е огромен сообраќај. Со новата технологија, како што е секогаш со новата технологија, мораме да знаеме како да ја користиме. И мислам дека тоа од едно време излезе надвор од контрола. Се возбудивме со оваа нова технологија. Но мислам дека, како што кажа и Ана, не зависи само од самите млади луѓе како да се заштитат. А како што кажа и министерот, имаме општествена одговорност да осигураме дека младите луѓе ќе бидат безбедни. А и родителите треба да бидат одговорни, да разберат, да осигурат младите да се чувствуваат безбедно. А и кога ќе направат грешка да биде така. Значи, голем дел тоа се содржи тука. За која возраст е оваа публикација? За возрастни или за деца? 14 до 35. Сушност. Сите сме ние многу млади, така што сакам да ги поттикнем луѓето да се закачат на нашата интернет страница да проверат. Може да се најде на страницата на UNICEF? Да, UNICEF на интернет страницата на UNICEF Македонија. Може ли да ни појасните во кој случај смее, односно има законска можност, а во која не смее да се вклучи директно Министерството за внатрешни работи во сајбербулинг? Значи, ние работиме исклучиво по пријави кои што ги доставуваат до нас, или може јавното обвинителство да отвори
одредена истрага и по добрен глас кој што го имаме и на основа на тоа добиваме наредби кои што мораме да ги реализираме или оперативно. Сега при спроведувањето на ваквите истраги ние можеме да влеземе во одредена група, да наблюдуваме, да видиме како и кои се однесува и така натаму, меѓутоа тоа треба да биде подкрепено со наредби кои што ќе ги добиеме од надлежниот јавен обвинител, од судот и така натаму. И на тој начин практично да обезбедиме докази за се она што ни се случува, дали е тоа на социјалните мрежи или на одредена платформа која што. Сигурно овие чекори кои што ги спомнавте се прилично доста и прилично делува дека споро се случуваат тие работи. А кога стана збор за интернет и за вакви сензитивни материјали, тоа е во дел од секунда се што ќе излезе надвор. Иако не е вистина, можеби станува проблем. Се работели на збрзнување на тој процес, некако да се автоматизира побрзо за да можат луѓето побрзо да се активираат и побрзо да се затворат тие канали? Ние пријавувањето што го прават луѓето оди брзо, тоа може да го направат и онлайн кај нас во оддел за сајбер криминал и тука нема проблем. Проблемот се случува во моментот кога треба да блокирате одредена содржина која што се објавува, дали е тоа на социјална мрежа, дали е на платформа, заради тоа што тоа не зависи од нас, зависи од соработката која што имаме директно на платформата. Тука е клучниот проблем. А имате ли информации во однос на земјите околу? Имаат како они соработуваат во однос на другите овие социјални мрежи? Проблемите заради тоа што мора да признаеме дека генерално во светот многу малку внимание се посветуваше до сега, би рекол, до пред некоја година во однос на сајбер безбедноста. Воопшто ако разговараме. Некако таа тема беше оставена по страна и размислуваа сите за други видови на криминал. Кога се увиде дека сајбер криминалот е еден од најголемите предизвици, тогаш мислам дека многу повеќе сите заедно работиме. Сега тука се развива не само ние, земјите членки на Европската унија, генерално државите во светот развиените, дури сега развиваат сериозни стратегии за тоа како да се справуваме со. Имаме ние помош од Европска унија кога станува збор за поврзување, нели, за пристап до социјални мрежи, сега можеби не до Телеграм, но да речеме да пристапиме благодарение на нив побрзо до Фејсбук. Секаде, значи ние партнерските служби ни се основата во нашето работење. Политичкото работење подразбира колку е можно повеќе добра соработка да имате и да разменувате податоци, толку ќе бидете поуспешни, така да тоа е основа на нашето функционирање, така да во секој еден момент соработката не изостанува. Прашањето е само како да дојде. Најважно е како превентивно да се делува да не се случува тоа. Тоа е првата и основна работа. И второ, како да се воспостават механизми, законски механизми, алатки преку кои што тоа ќе се спречува благовреме. Така. На Facebook имавме прашање од Михаела која што вика ќе може ли инфо каде може да се пријавиме дигитално насилство. Ана, кажи ми во твојот случај како постапи ти откако беше условно кажано нападнат? Може ли процесот да ми го дисекцираш, за да ме интересира како точно одеше процедурата? Така, па јас исто како и многу млади луѓе сум размислувала допред тоа да ми се случи дека тоа е далеко од мене, дека нема јас да бидам тоа. Така. И кога се соочив со тоа едноставно не знаев што да направам или каде да се обратам. Добив совет да отидам да пријавам во одделот за сајбер криминал. И тоа го направив и како што имав изјавено, таму се соочив со фидбек од типот имам 28 години, не сум малолетна, таа група Телеграм постоела и минатата година, така натаму, сега да не се навраќаме пак на тоа. Односно не добив соодветен третман, ниту па ми беше направена некаква пријава и сега затоа до господинот министер би сакала да поставам едно прашање, бидејќи збориме за тоа веќе неколку месеци да се охрабрат сите да отидат да пријават и најчесто за непријавувањето го обвинуваме патриархалното општество и самиот срам на девојките или на жртвите кои што може и се момчиња. Дали исто така имаат некаква вина и самите институции, односно секако дека имаат. Да, би сакала да ни објасните на пример вие која е кривицата на институциите и како можеме тоа да го подобриме во иднина. Кога зборуваме за генерално за сајбер безбедноста, тоа што е непознато за општеството, за граѓаните, тоа е непознато и за институциите. Сега самото препознавање на
овој сајбер криминал е нешто што треба да биде на соодветно ниво и внатре во институциите. И затоа кога зборуваме сега за сајбер криминал, ние имаме одел за сајбер криминал кој што е на ниво на државата. И тоа дисперзирањето на таков одел низ институциите е врзан за оделите за економски криминал и компјутерски, како што се наведува. Меѓутоа, експертиза недостасува кај овие луѓе. Така да, паралелно ние мораме да го водиме целиот тој процес, да ги јакнеме капацитетите на институциите, да се спроведуваат обуки во кои што ќе се препознава вакво насилство и од жртвите, и од окружувањето, меѓутоа и од институциите. Затоа што ако имате полициски службеник или во било која друга институција, во Центар за социјални работи или не знам каде, еден службеник кој што не може да го препознае тоа како насилство, тогаш ќе зостане и неговата реакција која што има. Така да во тој дел ние максимално сега работиме со нашите партнери од Европската унија преку одредени проекти да имаме обуки кои што ќе го градат тој капацитет од една страна, меѓутоа второ да се јакнат и човечките ресурси во смисла на експерти од таа област. И сега тоа е генерално проблем кога вие ќе треба од дигитална форензика да имате луѓе, многу малку се одлучуваат да бидат дел од институциите, повеќе одат во реалниот сектор заради тоа што таму се обезбедува и поголема плата и така натаму. Меѓутоа како и да е нешто што заеднички мораме да го направиме. Јас сепак благодарам на сите оние кои што сега практично издигнуваме оваа тема во јавност. Можеби пред 2-3 години никој не говореше заради тоа што никој не се осмелуваше да каже дека постои ваков вид на и не се осмелуваше и институциите едноставно не беа мохни да направат ништо пошто тие патишта не беа така лесно достапни веројатно. Така е, меѓутоа ако се охрабруваат граѓаните, ако тоа сме го направиле пред 3 години, институциите ќе мора да барат одговор на предизвиците. Значи нема дилема. Јас затоа одговарам, ако на оваа тема се разговарало на глобално ниво, многу порано, да се би рекол проценат предизвиците кои што стојат и ризиците пред нас, тогаш и државите ќе водеа поголема сметка во однос на тоа како да развиваат стратегија која што ќе значи заштита. Меѓутоа сите сметаат дека може организираниот криминал, не знам, сите други аспекти, тероризмот и така натаму се многу полоши од ова што ни се случува, меѓутоа сега кога ќе гледате дека сиот тој спектар на криминал се случува и преку онлайн, преку интернет и така тоа што вака испаѓа дека треба да чекаме да ни се случи за да можеме да го препознаеме и да можеме да оформиме тело и мислење за тоа. Така што тоа е малце горчлив пат да се стигне. Јас би сакал да имаме одговор на сите прашања пред да ни се постават прашањата. Меѓутоа често е прашањето дали е тоа можно воопшто, заради тоа што ако тоа не го препознавате во општеството, вие не барате одговор на прашањето. Така е. Би сакал сега да погледнеме едно видевце од моите колеги од Факултетот за драмски уметности. Тоа е мојата сторија за оваа епизода. Да го видиме, па се враќаме со уште дискусија. Ние постојано се шегуваме и се зафркаваме. И понекогаш е тешко да се каже дали некој само се забавува или се обидува да те повреди. Особено на интернет. Моите пријатели често зборуваа за работи што ги правеле на нет, кои се навистина злобни или едноставно луди. Но никогаш не помислив дека и јас можам да бидам дел од тоа. Еден ден, мојот пријател Марко ми го покажа сајтот што го направи. Имаше објавено фотографии на некои девојки од кај нас од факултет и им кажал на дечките кои ги знаеме да ги оценуваат. Веб страницата беше од типот секси или не. Ми се биде забавно, па и јас ги оценив. И ги читавме коментарите, се смеевме, но мисле дека тоа е тоа. Тука е крајот. Утредента, кога дојдов на факултет, не ми се веруваше дека сите зборуваат за ова, дека Марко ја шернувал страната на сите колеги кои ги познав. И неколку девојки плачеа. И знаев дека е поради коментарите од дечките што рекле за нив и за тоа како изгледале. Во еден момент се чувствував лошо.
Но наставата почна од еден амфитеатар во друг, вежби, пауза за ручек. Денот помина и на вистина не сватив се до вечерта додека не отидов дома. Дома ме пречека сестра ми. Вознемирена и расплакана што моите другари ја ставиле и незината фотографија на сајтот. Јас за ова не знаев, ниту ме праша, ниту ми кажа. И во реалноста никогаш не би кажал вакви работи некому в лице, а за се ова мислев дека е само шега и забава меѓу пријателите. Откако ќе ставите нешто на интернет, ја губите контролата над тоа и никогаш не можете да го вратите назад. А луѓето можат да го користат на начини на кои никогаш не сте ни помислиле. И јас тоа го научив на потешкиот начин. И би сакал никогаш да не го видев тој глупав сајт. Катерина? Дали ме слушаш? Да. Така. Како може да се препознае и да се направи разлика помеѓу онлайн насилство и шега? Како се станува жртва или како се станува другар, односно дали е зезанција во прашање? Она што во велиме ние на едукација, кога зборуваме со младите, дека се потребни три елементи, бидејќи ние зборуваме најмногу за сексуалното насилство и сексуалното вознемирување. Тука се потребни елементот на сексуална содржина, елементот на непостакуваност на жртвата и елементот на намера за повреда. Сега, овој последниот е многу тешко често да се препознае и често и самиот насилник не го препознава во целост. Бидејќи сме научени од мали нозе дека шегата на нечива сметка е во ред и дека шегата на нечива сметка е супер за сите, многу често забораваме дека всушност коренот на таа шега е намера за повреда. Така што јас би рекла дека шегата со која повредуваме некој, имаме непосакуваност од негова страна, апсолутно е вознемирување. Така што не би ја занемарила така наречената шега. Мораме да престанеме да се правдаме на некој начин со хуморот. Така. Заради тоа јас секогаш си правам хумор на своја сметка, така да ако се налутам, сам ќе се налутам барем и чоко не ми трепнува. Извинете, не знам дали закочив. Да, сега си во ред, јас те слушам тебе. Така, кажи ми, во која насока треба да се едуцираат младите и интернет конзументите за да се заштитат од дигиталното насилство? Вака, пред се, да, заштитата е супер. И треба да знаеме до некаде да се заштитиме, но е многу важно уште повеќе да се едуцираме како да не бидеме насилници. Бидејќи е доволно кажување на жртвите дека вие треба вака да правите за да не станете жртви, така треба да правите. Треба постојано некако да се ставаме себе во некои граници и кутии, да си го ограничуваме нашето постоење секојдневно, за да не станеме жртви. Епа не бива така, извината, ама не сме ние тие што сме сгрешиле, за да треба да бидеме некако ограничени. Така. Значи, ограничувањето треба да биде кон насилникот, а не кон жртвата. И сега, тоа е цел системски проблем на недостаток на образование на прво место. После недостаток на постапување на самите институции. Недовербата во институциите која се самооправдана. Дали се тоа образовни, дали се тоа правосудни, дали се тоа МВР, ОЈО или било кој. Така. Патриција, according to you and all the experience you have, Од вашето искуство, Патриција, кои се првите чекори кои што треба да бидат преземени кога ќе се забележи дигитално насилство? Мислите од децата, од семејството, од институциите? Па мислам прво од жртвите. Пред се, мислам дека беа потегнати многу важни прашања. Ако препознаете дека не се чувствувате пријатно затоа што некој нешто кажал за вас, треба да имате храброст и да се соочите и да им кажете мене ова не ми е пријатно. А доколку продолжи, тогаш треба да се обратите и до родителите. Родителите треба да знаат кога ова им се случува на нивните деца. Некогаш, знаете, децата не кажуваат дека се жртви на булинг, на насилство, меѓутоа ќе се повлечат, можеби ќе почнат да се однесуваат поинаку, да
бидат депримирани. Значи, вие треба да го препознаете различното однесување на вашето дете за да поставите прашање. Можеби треба да направите и скриншот на сите тие коментари за да можете да ги приложите, како што ова беше случајот со Телеграм. Значи, сето тоа се докази, каде што докажувате, еве ти си насилникот, јас сум жртвата на булингот, ова ми го правиш и јас не се чувствам пријатно. Иако имавме доста нагласок на работата на институциите, морам да кажам дека во оваа земја запознав многу млади блогери кои што навистина ја зедоа работата во своји раце. И тие ми рекоа, секогаш кога ќе забележиме булинг или тролинг, тие ги пронаоѓаат тие статуси и им помагаат на жртвите и велат ти си прекрасен, не обрнуваме внимание на ова насилство. Значи им помагаат на жртвите. И мислам дека тоа е нешто што навистина ме трогна. И тие млади луѓе имаат своја улога. Ако забележите жртва на дигитално силеџиство, преидете му, помогнете му, а вие, министре, имате се разбира и свој дел од одговорноста. Меѓутоа, не можеме да кажеме дека ова е само работа на владата или на приватниот сектор. Ова е работа за сите нас. Треба да го препознаеме насилството, а ви велам, овие млади блогери навистина одиграа одлична улога. Во однос кога стана збор за последиците од сајбер насилството кај младите луѓе. Какви се вашите искуства по ова прашање? Така, секоја личност кога се случува нели со тоа сајбер насилство, реагира на различен начин. Некои има асертивни техники со тоа, некои има агресивен одговор и така натака. Без оглед, нашиот одговор, ако што се справуваме со сајбер насилството, има последици по жртвата. Така што може да се каже дека сето тоа тргнува од тоа емоционално истоштување, може да има на ментален план, различни проблеми, физички, така натака. Може да ги издвоам тоа чувствување вознемираност, бунетост, дури да се чувствуваме нака разлутено. На емоционално поле може да изгубиме всушност интерес за работите што ги сакаме, едноставно да гледаме дека е бесполезно да правиме што и да е. На физичко поле може да се каже дека многу чест симптоми инсомнијата, каде што губиме сон или пак имаме страшни главоболки, болки во стомакот, емоционалната вознемираност. Исто така, еден од голем момент, важен момент е таа интернализација на пораките. Со тоа што ние ќе растеме, гледајќи дека некој напишал погрдни зборови на одредена социјална мрежа, ние тоа го учиме како таков образец на однесување, го вградуваме тоа што значи да се биде дете. Јас имам 10 години, јас идам на интернет и тоа што го гледам за мене е сосема нормално и неминовно. Така што во моментот кога нели ќе се нормализира тоа, кога ќе се нормализираат ненормалните работи, тогаш имаме огромен проблем. Така. Елена ни пиша, сите можеме да бидеме жртви на дигитално насилство и да бидеме ставени на јавен линч. Постои ли правна заштита или да се откажеме од социјалните мрежи? Оливер, ваш совет како да го намалиме дигиталното насилство од наша гледна точка, од наша страна? Нели во однос на вашите искуства и со сајбер единицата? Една од работите е прво едукацијата како да се однесуваме на социјалните мрежи. Тоа е клучната работа за која што многу малку разговараме. Дали се тоа најмладите прво децата и колку родителите посветуваат внимание во однос на користењето на социјалните мрежи. Колку сме, би рекол, силни во делот на едукацијата и тоа е прашање кое што секој од нас треба да се го поставиме, заради тоа што реформите во образованието и се она што е неопходно ги опфаќаат сите овие сегменти. Ние сега, знаете, зборуваме за многу девијации општествени. Не знам, од оваа тема за која што денес разговараме, од најбаналната тема однесувањето во сообраќајот, не знам, и други прашања. Пешаци, велосипеди, така. Забораваме дека основата треба да добиеме во образовниот систем. Дури од најмали нозе. Како и на кој начин треба да постапуваме во однос на користењето на овие мрежи. Секако дека треба да се направи анализа на правната рамка во делот на кривичното законодавство и да видиме дали е нешто
што ни недостасува во правниот систем, не заради друго, да бидеме поефикасни во битката која што треба да ја водиме, а секако на сето ова превентивата треба да биде дигањето на јавната свест. Значи, перманентно ова е процес кој што не е процес за една институција, туку генерално општествен процес, кој што мора да го гледаме, да го посматраме малку мултиресорски во секој можен сегмент, тргнувајќи од една клетка на општеството што се нарекува семејството. Многу е важно колку и во семејството ќе разговараме отворено за овие прашања. Затоа што можеби динамиката со која што живееме, начинот на кој што сега живееме сите ние, за подмалку или повеќе забораваме дека многу работи треба да ги поставиме на поинаква основа во нашето семејство, да разговараме со децата, со нашите пријатели и така натаму. А ние сега малку ги заменивме работите, па сите многу повеќе разговараме со социјалните мрежи, разговараме со платформите кои што ги имаме и така натаму, без да размислиме дека последиците може да бидат многу големи од начинот на нашето поведение. Така. Патриция? I get really concerned when I hear comments like, is this the end of social networking and whatever. Знаете, јас малку се загрижувам кога некој ќе рече дали е ова крајот на социјалните мрежи. Значи, не можеме да зборуваме за крајот на интернетот. Интернетот има и своји позитивни страни. Знаете, на интернетот се зборува за многу теми кои што инаку не би ги чуле. Се бориме против насилството, се бориме против расизмот. Така што интернетот е и фантастично место и многу голема предност за нашето општество. Меѓутоа, треба да знаеме како да го користиме. И кога имаме нова кола, треба да знаеме како да ја возиме. Значи, младите, како што рече министерот, мора да добијат некакво образование, некаква обука, како правилно да го користат интернетот. И тоа е обврска на општеството. Општеството толку многу се движи напред, што понекогаш дури не плаши. Интернетот и социјалните мрежи и платформите се фантастична работа, особено за младите луѓе во 21-виот век. Тоа е можност да го зголемиме и знаењето, искуството и навистина се фантастични. Но мора да знаеме дека се во животот, па дури едно обично пешачење на улица може да биде опасно. Значи мора да се научи како правилно да се користат алатките што ни ги дава технологијата. Луѓето не треба да се плашат од социјалните мрежи. Јас се сложувам апсолутно и со вас за тоа дека веќе после 10 епизода повторно се враќаме на проблемот дека проблемот е во едукацијата и во основите и тука каскаме со години наназад и тоа мора да се смени во корен за да можат други работи да си следуваат најнормално. Само кога зборуваме за едукацијата, знаете за образованието генерално, некој спомна овде, кога исклучоците ќе не станат правила во општеството, тогаш имаме сериозен проблем. Ние поминавме период во општеството во кој што некако воспоставивме општествена норма дека е важно да дојдете што е можно побрзо до диплома, не до знаење. Па добро, така од дома, дај побрзо, побрзо дека тоа го имаме како принцип на однесување, ние ќе имаме проблем, не може да разбереме колку е важно образованието. Така. Затоа е важно. Така е. За крај, Ана, кажи ми, што мислиш дали младите се доволно едуцирани сега во моментов во однос на своите права, заштита на личните податоци на интернет? Мислам дека не, затоа што да речеме тие некои основни работи кои што треба да ги знаеме, веројатно требало нели да ги учиме на училишта или да ги научиме дома, меѓутоа јас и генерациите неколку години помлади од мене или нели повозрасни, не сме имале таа можност затоа што во времето кога сме растели и кога сме требале да ги учиме тие работи, нашите родители или во училиште, значи тоа не било толку актуелно, интернет и така натаму. Дојдовме до состојба ние да ги учиме нашите родители што е интернет, како се користи, што за социјални мрежи и така натаму. И сега ние ги учиме нашите родители или повозрасните луѓе околу нас, меѓутоа нас кој не научил? Никој, значи ние сме се впуштиле во користење на интернет
и едноставно сме почнали да го користиме како што го користи интернетот цела наша околина, нашите другари, пријатели, можда колеги на работа и така натаму. И мислам дека никој не би се издвоил тука, односно има луѓе кои што сами себе си се едуцираат, читаат, се информираат, прашуваат, тоа е многу добро. Меѓутоа мислам дека тоа се мал број на луѓе. Во случајов да се препознае што значи дигитално насилство или кога некој сака некому да наштети, мислам дека тоа не е многу тешко, затоа што самите сме свесни дека доколку направиме нешто за да го исмееме некој јавно или да предизвикаме да оставиме негов телефонски број или адреса на живење за да може било кој да има пристап до него, тоа е веќе насилство затоа што со самото тоа тој некој направил да таа личност се чувствува растревожено, исплашено и така натаму. Така да тоа е насилство и тоа секој може да го препознае. Меѓутоа мислам дека младите сепак треба да немаме ние каде да се обратиме реално за да бидеме едуцирани. Никој нема на мои години да иде да се едуцира во институција, пошто не постои институција. Кога идеш во институцијата и ти треба да ја објасниш на таа институција дека си исплашен и дека ти е страв со самиот скриншот што им го покажуваш. Значи, кога ќе го видат скриншотот во институцијата, тие сами треба да бидат свесни дека станува збор за насилство. А не да те прашуваат, па чека малку, што е причината, зошто баш тебе ти се случи ова. Тоа е небитно. Тоа во тој момент е небитно. Така да мислам дека младите треба едноставно да знаеме сите дека треба да пријавиме, дека кога некој те напаѓа преку интернет, тоа е насилство. Треба да го пријавиш, треба да не се плашиш и едноставно треба да се обратиш секаде каде што треба. Точно. Така. Затекнати институции, затекнати семејства го доведе тоа што се случува сега затекнато општество од социјални мрежи и од социјални медиуми. Тоа беше крајот на денешното издание на Моја сторија. Голема благодарност до Ивона и Катерина, дали се уште тука с нас, претпоставувам. Да. Фала ви многу и на вас за вашите поенти и вашите гледишта. Следната тема ја имаме избрано темата за социализација на младите за време пред и по пандемијата. Пред да се исклучиме, јас сакам да пуштам еден апел кој што е мој личен став и никој друг не го засега овдека во екипата, а тоа е би ве охрабрил да се вакцинирате. Што побрзо можете, да не се секирате, затоа што мислам дека единствениот начин од оваа каша во која што сме сега, барем во догледно време, е имунизација и внимавање, пазење, чување, заштита и така натаму и така натаму. Магично апче нема да се измисли, магично нема да се имунизираме сите, може да спасиме многу животи доколку сите заедно и свесно постапиме. Ви посакувам добра ноќ, односно останете и понатаму на програмите на Македонската радио телевизија и се гледаме следниот вторник со нова тема. Довидување.